Патниците кои влегуваат во Македонија преку граничниот премин Табановце не можат да наполнат бензин, ниту да застанат на пауза на првата бензинска станица на која наидуваат. Иако е целосно изградена, до неа нема пристап. Оградена е и со банкина и со жица. Така е повеќе од 2 години. Истражување на А1 покажа дека бензинската почнала да се гради во 2017 година, но со одобрение за градење старо 23 години. Сега е невозможно да добие сообраќајна согласност за да почне со работа, оти за 2 децении се смениле многу работи околу локацијата. Бензинската ја изградила Хени компани од Слупчане. Го купила земјиштето чии сопственици биле Простор ДОО Куманово и сега распаднатиот земјоделско-индустријски комбинат Куманово. Тие во 1994 година добиле одобрение за градење бензинска која никогаш не ја изградиле. Иако поминале повеќе од 20 години, во 2015 година тогашниот министер за транспорт и врски Владо Мисајловски не го поништил старото одобрение за градење, туку на Хени компани им го признал статусот инвеститор, повикувајќи се на одобрението за градење од 1994 година. Одобрението во 1994 година било издадено за бензинска станица која тогаш излегувала на магистрален пат, но во 2011 година магистралниот пат стана автопат, а со тоа сменети се и правилата за градење објекти покрај патот. Токму оваа промена е клучната причина поради која бензинската, како што велат од Министерството за внатрешни работи, е невозможно да добие сообраќајна согласност. Со новонастанатата состојба има промена на приклучување на истиот објект, сега на автопат, со кој се променети условите за добивање на решение за приклучување на објектот на автопат, потребно е да има државна урбанистичка планска документација за приклучок на придружно услужниот објект на автопатот А1 и при тоа да бидат запазени условите од правилникот за технички елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот, односно растојанието помеѓу вливната и изливната лента кај денивелираната и површинска крстосница на автопатот А1 треба да биде поголема од 1000 метри. Од Хени компани тврдат дека ја имаат сета потребна документација и се сметаат за оштетени, но објаснување за целиот случај, како го купиле земјиштето до преписките со институциите за пуштање во употреба на бензинската, најавија за следната недела. Поранешниот министер, сегашен пратеник Владо Мисајловски, не одговори конкретно на прашањето зошто не го поништил одобрението за градење од 1994 година поради тоа што магистралниот пат станал автопат со посебни правила за градење објекти покрај него, но за А1 тврди дека се што потпишал било законски. Не се сеќавам конкретно на овој случај, но со сигурност можам да кажам дека се што сум имал потпишано било законски. Сега не можам ниту да проверам, оти немам пристап до документацијата. Сегашниот министер за транспорт и врски Благој Бучварски молчи. Од него побаравме објаснување за целиот случај и начинот на кој ќе го решат проблемот. Ниту неговиот кабинет, ниту службата за односи со јавност не одговори на прашањата. Додека институциите молчат, земјиштето околу веќе изградената бензинска станува се поатрактивно и побарано. Веднаш до оваа бензинска, друга компанија сака исто така да гради бензинска станица, но и тие велат дека 2 години се заглавени во институциите поради тоа што не е решен статусот на бензинската на Хени компани.